Ова кратка канализација во Трнодол како байпас ја направивме пред 2-13 години, затоа што беше многу лошо решението кое претходно го имавме. Меѓутоа, граѓаните се пожалија дека се запушува, дека се прелеваат фекалии и затоа одлучивме да извршиме реконструкција. Со ова реконструкција која што навистина сложена, затоа што мора све да се работи рачно. Од багрењата има многу корења, значи ностоп треба да се сече, за жал корењата влегуваат, ги имат искршено цевките, влезени се дури и во шахтите, и тоа огромни корења, а тоа кажуваат дека ние во континуитет 3 метра лево и 3 метра десно багрењата треба да ги сечеме, ако не сакаме повторно за десетина години да ни биде упропастена ова канализација, а да не зборам и за неодговорност на некои граѓани кои што навистина луѓе во најдоа предмети во канализацијата кои што не доликуваат да бидат фрлени од граѓани кои што живеат во една ваква урбана заедница како што е Трнодол и урбаната заедница Пецо Божиновски Кочо, и сметам дека сите треба да придонесеме да инфраструктурата функционира нормално, затоа што сите вакви интервенции нормално ги јадат буџетските средства од општина Карпош, односно од граѓаните, и правиме непотребни трошоци како резултат на неодговорност на одредени граѓани, па би рекол и наша неодговорност што овие багреми околу овој цевковод не бил претходно очистен, за да тие корења не ја прават и таа штета која што ја прават особено во шахтите. Постојат ли и други вакви точки кои можеби општина Карпош ги детектирала, а се резултат на несовесното и неодговорно однесување на граѓаните? До сега што све сме наоѓале и бањарки, и кебиња, и свински кожи, и пешкири, да овие, како се вика, памперс пелени, тоа се редовна, како да кажам, редовен декор при чистењето и запушувањето на канализационата мрежа на територија на општина Карпош. Тој израсток е корен и тамо десно корен и гледате дел од декорот трпи. Значи, бетонот го побиваат корењата. Вие сте представник на фирмата изведувач која ги работи овие работи на терен. Со што се среќавате при оваа работа? Овака, веќе дуже време работиме баш овакви хитни интервенции за општина Карпош. Наоѓаме секојаки работи. Највише наоѓаме урбани делови, кај што луѓето фрлаат памперси. Тоа е една од дела, бакеат кебиња. Онда, исто тако, највеќи проблем на ова е одржување на зеленило, а тоа зеленило со семенка влегува у канализациони цевке и ја прави една нит која запушува канализација. Ние сите сакаме да имаме зеленило во градот, тама многу е тешко да се одржува тоа зеленило. Ако се тоа зеленило осече, сите правиме проблеми со тоа, а тоа прави проблем, еден од најголеми проблеми е канализација, а луѓето не дават многу голем значај на тоа, затоа што не се гледа тоа. Нели, сите сакаме да видиме нешто, а канализација е проблем. Конкретно за овој случај овде сме најшли и корења, и кебиња, и памперси, се исчистивме тоа, ставивме нова цевка и мислим дека луѓето нема да имат понатака проблем со фекална канализација, барем од Трнодол. Кога работите на терен, вашата работа е видлива. Колку граѓаните доаѓаат, се интересираат што е она што вие го работите на терен, какви се нивните реакции, колку имате интеракција со нив, колку им кажувате со што се среќавате при ваквото работење и се разбира им апелирате да не фрлаат работи кои што не доликуваат. Па гледај, они сите доаѓаат, ни даваат совети, а тие совети не се адекватни за наша работа. Ние им кажуваме што треба они да направат. Конкретно највеќи проблем за фекална канализација е приклучување исто тако атмосферска канализација во фекална канализација и она е гуши. Атмосферска канализација у една минута може толико да наврне да не постои у Скопје фекална која може да поднесе тоа. Фекална канализација су мале цевке кои су одреđene за таква работа, меѓутоа кога се приклучи и атмосферска прави проблем. Конкретно и овде несовесност на граѓани е таа што приклучуваат атмосферска во фекална канализација и тука се ствара уствари тоа гушење фекална канализација и настои сите тие проблеми.